Здраво! Јас сум Гордана Богоевска и предавам географија во Основното училиште Теодор Веневски. Денес ќе се обидам да ви ја представам Франција и низините географски карактеристики. Знаеме дека Франција е држава која што припаѓа на регионот Западна Европа и таа е најголема држава во овој регион. Најпрво нацртајте ја оваа табела на лист хартија и подоцна сите резултати од вашите активности ќе ги заведувате во оваа табела. Ваша прва задача е да размислите со помош на вашите атласи со кои држави се граничи Франција и колкава е нејзината површина. Стиснете пауза. Кога го извршите овие активности, можете да запишете дека површината на Франција изнесува околу 550.000 км2 и таа е трета држава по големина на континентот Европа. Се граничи со Шпанија и Андора на југ, потоа Монако, Италија, Швајцарија, Германија, Луксембург и Белгија на исток и излегува на Северно море и Атлантски океан на запад и на север. Ваша следна задача е да размислите со кои морени и океани е заобиколена Франција, кои се нејзини позначајни острови, полуострови, заливи и протоци. По извршувањето на оваа задача, запишете оваа табела дека, како што кажавме, Франција излегува на Атлантски океан и Северно море на север и на запад, а дека на југ тука е Средоземното море и Лигурското море. Во однос на островите, нејзин најголем остров е островот Корзика, кој што се наоѓа на бреговите на Средоземно и Лигурско море. Покрај него имате други острови, на Франција има други острови, кои што се колонии останати од минатото во одредени делови од светот. Во однос на полуостровите, најзначајни полуострови се полуостровот Бретања и полуостровот Котантен, кои што се наоѓаат на запад и на север на Франција. Во однос на заливите, најголеми и најзначајни заливи се Бискајскиот залив, кој што го формираат водите на Атлантскиот океан, Стенскиот залив, во кој што се влива реката Сена, и Лионскиот залив, кој што го формираат водите на Средоземно море. Во однос на протоците, најзначаен е проливот Ла Манш, кој што е како и Англиски канал, и во неговиот најдесен дел кај градот Довер се нарекува Доверски проток. Интересно да се напомени дека тука е изграден подводен тунел кој што ги поврзува копнено Франција и Велика Британија и можете по копнен пат внатре на океанот да одите од Франција во Велика Британија и обратно. Длжината на овој тунел е околу 50 км и пуштен е во сообраќај во 1994 година. Тунелот од натрешноста изгледа действително така. Ваша следна задача е да размислите кои релјефни облици се простираат на површината на Франција. Откако размислите, можете да забележите дека тука се наоѓаат Вогезите, потоа планината Јура и се разбира централниот француски масив како најмасивна планина во средишниот дел на Франција. Ето еден пейзаж од централниот француски масив. Во однос на верижните планини, во Франција имаме делови од Пиринеите, за границата со Шпанија, и делови од Алпите. Горно тука се наоѓа и највисокиот врв на Алпите и во Европа Мон Блан, кој што има надморска височина од 4810 метри. Во однос на значи тука ете фотографија од Алпите, највисокиот врв Мон Блан и повторно на пейзажот. Во однос на низините, тука се наоѓа Западна Европската низина, која што е представена и со одредени џиевски возвишенија. Ваша следна задача е да размислите кои климатски циклови се простираат на територијата на Франција. Откако размислите, можеме да
забележимо, за да вижте ова што се види, дека на западните и северозападните делови од Франција имаме атлантска клима, која што се карактеризира со голем количество на влага, кој што ги носат западните ветрови и топли влијанија благодарение на топлата голска струја. Постепено, навлегувајќи во внатрешноста, значи движејќи се во внатрешноста, климата преминува во умерено континентална, која што се простира до 1000 метри надморска височина и тука имаме умерено топли лета и умерено студени зими. На бреговите на Средоземно море имаме средоземноморска клима, која што се карактеризира со топли и сушни лета и благи врнежни зими, која што постепено, кога ќе навлезе во речните долини, како што например реката Рона, преминува во изменето средоземноморска клима. Се разбира, имаме и планинска клима, која што се простира на највисоките делови, над 1000 метри, значи над 1000 метри надморска височина, а највисоките делови на Алпите, таа преминува во Алпска, тоа е над снежната граница. Ниската клима се карактеризира со долги снежни зими и кратки свежи лета, додека алпската се карактеризира со вечна зима. Ваша следна задача е да размислите на кои силни подрачја припаѓаат водите на Франција. Откако размислите, можете да запишете дека реките во Франција се вливаат во два сливови. Едниот е сливот на Атлантски океан, големи реки во овој слив се реката Сена, реката Лоара и реката Гаруна. Специфично е кога овие реки што формираат естуари, тоа се всушност проширени речни утоки, кои што настануваат благодарение на климата, односно кога ќе се зголеми нивото на океанот под дејство на климата, водата наглегва во утоката на реката и формира проширена речна утока или залив, кој што е наречен естуар. Покрај Атлантскиот океан, реките од Франција се вливаат во Средоземно море. Најспецифична река и најдолга тука е реката Руна, која што при својата отока формира делта, а делта знаеме е место каде што реката се распремнува на повеќе ракавци, како последица од речните наноси кои што ги носи водата при своето течење. Следна задача е да размислите во која група на народи спаѓаат французите, каква е нивната религија, кој е главен град на Франција и отприлика некои градови кои што вие ги познавате. Откако размислите, запишете во вашите табели дека бројот на жители во Франција е 65 милиони, околу 65 милиони. Во тие жители, покрај жители од француско потекло, имаме и жители од африканско и азијско потекло, кои што се последица од колониите кои што внатато ги имала Франција на различни делови од светот. Французите спаѓаат во групата на романи и тие најмногу се застапени во Франција, а помалку застапени се бретањците, фламанците и корзиканците. Во однос на религијата имаме 50% на христијани, кои што се всушност католици, а дека 40% од населението се изјасниле како нерелигиозни, останатите 10% припаѓаат на другите религии. Во однос на главниот град, знаеме дека главен град на Франција е Париз, кој што има над 2 милиони жители. Покрај него позначени градови се Лил, Страсбург, Марсеј, Ница, Бордо, Нант и така натаму. Значи тука се некои фотографии од овие градови, градот Париз, се разбира со најзначајниот символ на Париз, Ејфеловата куга и реката Сена, која што тече низ Париз. Потоа црквата Нотр-Дам, која што се простира, која што е изградена на еден остров на реката Сена и била пуштена, значи отворена за посетители во 1345 година. Се извинувам. Потоа музејот Лувр, кој што е отворен за посетители во 1793 година, а ова е пирамидата, всушност влезот на Лувр, која што е изградена во 1989 година. Тој е најголем музеј во светот. Версајскиот дворец, во кој што живеел Луј XIV.
Градот Ница, кој што е специфичен по туркизната боја на морето и со тоа привлекува огромен број на туристи. Градот Кан, кој што е познат по Кански филмски фестивал и што се одвива најчесто во пролетните месеци од годината и е центар на филмската индустрија во тој период и така натаму. Во однос на стопанството, можеме да заклучиме, запишете во вашите табели, дека Франција има многу развиено стопанство кое што е модернизирано, најмногу произведува пченица, јачмен, бузна овошје на делот на Средиземно море, шеќерна репка и се развива во луѓе насади. Благодарение на брнежите кои што се застапени во западните делови на Франција и имаме многу големи пространства на пасишта кои што условиле развиено сточарство, како и на пасиштата, така и на планинските предели на планините во Франција. Франција е богата со руди и градото е застапено железната руда и јагненот, а со тоа е развиено металургијата, со застапеност на железната руда и други руди. Развиена е металургијата, металопреработувачката, а со тоа и машинската индустрија и производството на автомобили и авиони. Во Франција се така развива и текстилната индустрија, се разбира познато е дека Париз е еден од центрите на светската мода. Потоа хемиската индустрија, посебно производството на козметика, различни козметички производи и парфеми, прехранбената индустрија, кај што можеме да истакнеме виното и различни видови на сирења и така натаму. Сите овие производи кои што ги произведува, таа ги изведува, додека од увоз најмногу влезува нафта и памук. Туризмот е една од најзначајните граници во Франција, се разбира тука е градот Париз, кој што привлекува огромен број на туристи со своите населбени споменици и потоа тука е Азурниот брег, помачени градови како Кан, Ница, Сен-Тропе и други кои што привлекуваат перфидните плажи. Потоа тука се и зимските спортови кои што се застапени на сите планини во Франција и така натаму. Интересно е да се напомене и за реките во Франција, дека планинските реки се искористени со изградени хидроцентрали на поголем дел од нив, додека раничарските реки се користат за речен сообраќај, има богата речна мрежа и реките се поврзани со камен. Би сакала да напоменам избор 2, да наведам избор 2 за државата Монако, која што се наоѓа во јужните делови на Франција. Монако има главен град на Монако е Монвил, таа има површина од 2 км квадратни и бројот на жители изнесува околу 40.000 жители. Со тоа Монако представува една од најгусто населените држави на светот. Монако се простира, како што кажав, на бреговите на Средиземно море во јужна Франција и е на 15 километри оддалечена од Италија. И специфично е тоа што има во Монако многу старо население и посечната старост на населението во Монако изнесува околу 50 години. Монако е исто така познат по коцкарниците. Делот од Монако кој што се вика Монте Карло, кој што била отворена првата коцкарница, тоа е ова. Привлекува огромен број на туристи од цел свет и тука се коцкаат. Причина поради која што е тоа развиено е всушност ниските даноци во Монако. Покрај тоа, во Монако се одвиваат и трките на Формула 1, значи тоа се спечени за Монако. Во однос на вашите знања, доколку сакате да видите што сте научиле со овој час, можете да одите на страната geocast.com, делот за устно оделение, има нема карта во Франција и можете да ја електронска нема карта, можете да видите и да видите каде се вашите знања во врска со Франција. Ви благодарам на вниманието, се надевам научивте нешто ново, гледате се дома и останете здрави.